Добро вечер, повторно назад во отворено студио 1 на 1 ТВ. Го правим последниот сегмент од вечерашната дебата. Јас сум Сашо Ордановски, како и секој понеделник. Утре со вас ќе биде господин Чомовски, со кој што ве гарантирам дека ќе има исто така една серија од интересни гости, интересни содржини за кои што ќе имате прилика да разговарате. Тој обично вклучува и телефони, бидете на штрек, утре ќе можете да вртите, да се јавувате, да кажувате своји мислења и коментари. Вечерашниот последен сегмент ќе го поминеме во разговор со професорката Гордана Лажетич, која е една од повидните кривичари во македонската, да кажем, правна пракса, професор на правниот факултет во Скопје. Добро вечер, професор. Добро вечер. Вечерва ќе избегнеме. Ве гледав на дискусијата во Ману пред 10 дена. Потоа бевте гостин кај колегата Попетревски во една детална расправа на Алсат околу сите овие. Ве слушав на стадион емисијата на Канал 77 со Стоге Наумов, каде што бевте со една ваша колешка правничка, со судиката на Врховниот суд. Така е, со Лидија Неделкова, а истовремено сите сме вклучени. Дојдовме некако во ситуација во телевизијеве да отвараме посебни правни оделенија, бидејќи и неопходни ни се и денешниот дневник ни помина барем 1/3 од времето во расчистување на кривично правни настани. Право, него баш кривично право. Да, кривично правни настани и толкувања, известување од судови и така натаму. Јас морам да ви признам дека на времето кариери правеа спортски новинари кои што одеа по олимпијади, по светски првенства, денеска оние што се занимаваат со криминал и со право имаат неограничени термини во вестите. Затоа сакам и да поразговарам, да почнеме на овој начин со овој разговор. Очигледно дека доаѓаме после неколку години од една многу густа политичко-правна дебата и така натаму, полна со стресови, полна со неочекувани настани пресврти, во која што имаше прилично вонстандардни решенија во правната пракса, уникатни во системот и така натаму, доаѓаме веќе во еден врв каде што по моја проценка се прават последните обиди помеѓу борбата помеѓу политичката и правната држава. Што е вашата проценка? Кој ќе победи во таа борба, имајќи ги предвид сите овие последни настани? Ако дозволите, прво, велите сте ме гледале на повеќе настани и тоа е точно. Не ми е воопшто, не сум приврзаник на ставот дека човек, универзитетски професор, треба да гради кариера по телевизии. Значи, јас сум голем противник на таквиот концепт на развивање. Има професорот Мегдан каде да го покаже тоа што го знае. Меѓутоа, и се размислав кога последен пат, освен овие неколку пати, сум била на Вие сте прв пат во еден ТВ. За прв пат, да. И може да кажеме дека тоа било 2017-та, тогаш кога Ѓорѓи Иванов не сакаше го даде мандатот, па тука објаснувавме, нели, имаме ли уставен поредок, има ли обврска, нема. Сега да кажам дека мотивот мој за ваквиот ангажман во последниве неколку дена е всушност резултат на согледувањето дека правната држава, дека владењето на правото нас не е се уште многу недостижен концепт. Знаеме како треба да биде, меѓутоа очигледно не ни одговара. И сега правото стана инструмент на политиката. И во подолг временски период тоа не стана дел од навика. Дека сегаш правото е тука, значи кога имаме определен политички проблем или определена политичка цел, дека тоа лесно можеме легислативно да го решиме. И немаме инфлација од норми и закони, веќе и ние правниците не се сноѓаме. На што е резултат тоа? Дали е тоа сепак резултат на една слабост, да кажем, на правничкиот ешалон во општеството, во што спаѓаат и правни факултети, обвинителства, судски систем, адвокатурата се разбира и така натаму. Нели тоа некаков конгломерат кој што всушност покажа толку многу слабости да политиката може да се игра сега како сака со целиот тој комплекс? Да ви кажам, интегритетот треба да го има секој од нас во професијата што ја врши. И универзитетските професори во еден дел. Правниците, знаете како, филата е различна, со различен мотив се влегува во определено прашање, а се толкува од различен аспект, што лукративно, што креативно, што опортунистички, на крај конформистички. Знаете, применетата наука бара малку друг фундамент. Меѓутоа, тогаш кога ќе почнете поради определени лукративни цели да браните решенија и да изнесувате аргументи во кои што самите не верувате, тоа, знаете, може да успее еднаш, два пати, три пати, потоа веќе е јасно. И затоа мислам дека политиката го поклопи правото. Но тоа повторно реафирмира старата теза дека на крајот на краиштата во целите тие системи решаваат луѓето со интегритет.
Ако немате интегритет, па дури и да имате професионални познавања, вие не можете да бидете успешен во тоа што го работите. Ова го кажувам заради тоа што во јавноста, а и по законите наши, судиите се да речеме заштитени бели мечки. Кога судија би сакал да протолкува, да донесе пресуда, таја може да се валоризира потоа во некакви повисоки системи на самото судство, меѓутоа неговиот или неговата нејзиниот маневарски простор е толку голем за мериторно одлучување според совест и знаење, што практично ние секогаш се изненадуваме кога гледаме дека таму има многу повеќе елементи кои се правни отколку овој тип на... Знаете како... Дали не е грешката и во системот? Дали може би се они ставени во ситуација да мораат да водат тој тип на сметки, да не, полагаат видите, некому? судијата треба да биде отсечен и да знае точно што сме и што не сме и со кои аргументи тоа треба да го подкрепи. Значи, ние чекаме од судиите и очекуваме, не секогаш го добиваме тоа како резултат, да тоа што ќе биде интерпартес, законите не се нас кон сите, ерга омнес. Значи, меѓутоа, конкретната пресуда која што востанува право раздаваат. Имаме на моменти ситуации каде што немате чувство дека имаме право раздавање и се знаете како можете да нагаѓате, никогаш немате докази за тоа, зашто всушност станува збор. Јас мислам дека се злоупотреби преширокото толкување на што значи слободно судиско убедување. Да, судијата има слободно судиско убедување, но за тоа мора да го рациото на таквата одлука мора да ја даде во образложението. Мора да ги има кои се тие аргументи, од кои причини мисли така. Он има право да има свој став, ама тоа мора да биде соодветно аргументирано. Така што без аргументи пропаѓа она што значи основото, условно речено, на нештото што ќе биде. Еве сега се наоѓаме во ситуација кога се уште не е објавено образложението на Врховниот суд за на одлука што ја донесеа пред некој ден. Значи ние имаме PR служба која комуницира со јавноста и потоа прави некакви соопштенија, ама тие соопштенија за јавноста не се правно мислење. Видете, ви кажам, многу е чудно, Врховниот суд комуницира точно така со јавноста, преку она што ја го нарекувам пежоративно писание, бидејќи некако одбивам да прифатам дека е тоа начелно правно мислење. Зошто? Затоа што пред да го донесат имавме мир и спокој, а сега имаме, да не речам, паника, вознемиреност. Едноставно луѓето не знаат, судиите не знаат како да постапат. Значи, ако Врховниот суд сакаше да помогне во толкувањето, ова е токму начин како тоа не смееше да се случи. Очекував денеска да има некакво образложение, бидејќи да биде во делот на начелни правни мислења, се знае каде што се објавува, со елаборација на тоа што е позади идејата на правното мислење, кое што е само Има ли некаков рок во кој што тоа мора да се направи? Вообичаено, видите, тоа треба да оди синхронизирано едно со друго. Меѓутоа, практиката во Врховниот суд е да најчесто правните мислења произлезат после исцрпни дискусии, разговори, размена на аргументи, ставови. Треба да биде и вклучена и науката. Значи, едноставно да не за да науката диктира како да биде мислењето, туку едноставно да помогне со некои истражувања, со некои ставови и така натаму, кои што секогаш се добродојни, повеќе мина помни од еден. Меѓутоа, во конкретниот случај тоа било пребрзо донесено. Знаете што е исто интересно, што да речеме, ако во Законот за судови сега е дадена можност да адвокатите поднесат иницијатива, и тоа е добро. Тоа е добро, зошто да не? Да, ја слушавме таа, бидејќи имаат различни пракса, да, брани во Тетово, брани во Велес, па може да види... Ултра брзо одлучи Врховниот суд во конкретниот случај. Мислам дека треба за тоа стварно да им се честита таква брзина. Мислам дека во друга да правиме анализа. Кога стасана иницијатива толку брзо била поставена како прашање, мислам дека нема да најме. Мислам дека таква наивност не можеме да си дозволиме, да 17 врховни суди практично гласаат без никаква дискусија, освен како што слушнавме имала една дискусија од судиката која гласала против, да на тоа не уследи никаква образложение правно и така натаму. Тоа мора да е политика, тоа не може да е право. Апсолутно. Политиката го преклопи правото. Значи, и затоа велам, мојата активност денуваме само затоа што сметам дека владењето на правото ни е урнисано. Буквално ни е под нозе. Сега веќе немаме правен инструмент. Знаете, не сме се заштитиле во ниеден. Можеби правниците не можеме да го сигурно сме слаби со значи процена на ризик. Знаете, ќе дадете одговорност и овластување, ама што ако се преземе действие во обратна насока. Значи, немаме правен механизам како да ова, освен да го прогласиме за нешто што не ги задоволува критериумите на нашо начелно правно мислење, нема механизам што понатаму. Добро, ова епизода е очигледно еден врв на еден политички волунтаризам
ако смеам така да го наречам, Па така произлегува. кој што може би и е една точка на освестување за пошироката јавност. Сега вас ве прашувам, бидејќи сте вие сепак со години влезени во тие реформи, во напорите и од стручна и од општествена страна и така натаму. Како до оваа точка натаму? До каде всушност, како сега ќе се вратиме во некаква нормала во кој што сега треба да продолжат некакви реформи, бидејќи меѓу другото треба да преговараме во главата 23 за состојбите со правото. Имаме ли што сега понатаму? Ве разбирам, сосем ве разбирам загриженоста. Загриженоста не имате само вие, ја делиме многумина од нас. Мојот став е дека судијата во секој конкретен случај, зборувам за судија на Врховен суд, во секој конкретен случај кога ќе дојде предмет, ќе мора да изнесе сопствени аргументи, не придржувајќи се кон она што е во началното правно мислење, бидејќи во еден дел е тоа спротивно на законот за СЈО. Значи, што ми излегува надвор од рамките на законот, немаме образложение како тоа они, по кое креативно мислење да речам, во една реченица помеша аспекти кои што не се за во една реченица, судијата ќе се изнесе собствени аргументи. И знаете, судите се најзагрижени како да постапат да утре не бидат повикани на одговорност. Значи, ниту имаме конкретно образложение, не верувам ни дека ќе биде некој што посебно вака да речам фундирано на некои аргументи. Судиите да си го задржат интегритетот и едноставно да си во конкретниот случај да изнесат аргументи зошто одлучиле во определен правец, без да се скираат или да се плашат дека од ова може да произлезе одговорност за нив. Тоа е она што е единствено што им останува. Во кривичниот суд денеска е одржан некаков совет на судот и за ова е расправано. Што е... Мојата информација говори дека имале колегиум, одржан колегиум, бидејќи гледате, значи началното мислење место да ги смири, ги ја разбранува јавноста да тие денес наместо седат да судат, одржуваат колегиум на кој што заклучиле да, колку што ми мене познато, да се побара автентично толкување на одредбата и барањето се достави до јавниот обвинител на РМ. Се гледате, судот се обраќа до јавното обвинителство, наместо да се обрати. Зошто? Затоа што главниот извор на проблем му е највисокиот суд во судската хиерархија и не ги обвинувам поради тоа. Колку и да ви е чудно. Може би се уплашиле од Господ, бидејќи над Врховниот суд е само Господ. А меѓу Врховниот суд и Господ е правното мислење, ова писанието што го донеса. Но да ве вратам во вашата стварност сега. Гледайте, во Македонија има колку 22-3 правни факултети. Има многу, да. Сепак УКИМ, каде што вие предавате, е најугледниот и најстариот и така натаму правен факултет. Можно ли е УКИМ, правниот факултет на УКИМ да излезе со став по ова прашање? Можно ли на ваш колегиум да договорите и да тоа се разбира дека нема никаква правна обврзителност, меѓутоа е сепак еден колегијален став со веројатно највисока вредност во некаква правна материја? Видете, пожелно е, секогаш е пожелно и добро би било да, иако немаме таква практика, морам да признам, што е лошо. Да, но во светот тоа знаеме дека се случува. Кога има вакви, не знам, абортус или, не знам, медници од правни некакви случаи, излегуваат овој тип на високонаучни институции. Се согласувам дека таквиот став би помогнал во целата ситуација, да едноставно помогне во она што ќе биде екзит стратегија. Има ли во конкретната ситуација и како да целото тоа да речам состојбата не доведе до конкретни последици по определени суди кои што ќе бидат сега непослушни во наводници кажано за она што е донесено а што само по себе знаете Прибе вели криминалот мора да се истражи до крај. И сега во вториот извештај на крај последната посета господин Прибе рече нема пишувам трети извештај. Му велам немојте ни вториот не ви го читаат. Значи да не пишува трет, да не се мачи човекот. Вели да се истражи криминалитетот до крај и да немаме пречки на патот на она што се предмети во СЈО. Ова е попречување на правда, не можам ја поинаку да го не само тоа, туку повеќе никој не ги спори доказите. Сега гледаме едно маневрирање околу рокови, околу ова, значи повеќе не се спорни дека криминалите на еден и на друг начин се направени. Да ви кажам, ние 2017 година, кога се подкрена прашањето за тоа дали бомбите може да бидат доказ, тука имаш исто многу креативни судики кои што исклучија докази од предмет кој што не беше започнат. Знаете, исклучувате докази од предмет што не би нешто што е вон умот. И тука имавме стручни советувања. Стручни советувања, ова што ви велите како да излезе правен факултет, еве како здруженија се организиравме да едноставно земеме став дека тоа мора да биде дел од доказен материјал. И
За волја на вистината, еве веќе имаме пресуди во апелација каде што бомбите се дел доказен материјал. И тоа веќе не се спори. Значи, откако постои специјалното јавно обвинителство, се бараат чекори, получекор, така, двотретински, нели, так, за да тој двотретински такт државата ни ја донесе во една прилично тешка ситуација, како да СЈО се блокира. Знаете, имаше дури такви барања чудни да бараат обвинителите на самиот почеток да ја докажат надлежноста во судот. Замислете, по закон што го донело собранието, некој му бара на обвинителот он да докаже дека за тој предмет е надлежен. Значи тоа исто така беше во numот. И секогаш науката тука настојува да го даде својот став, едноставно за да помогне на судијата да одлучи. Ама наше е да едноставно го изнесеме она што е Морам да теоретска вратам малку експликација. назад, професор, ке да направиме една, ако сакате, безобразна поента, во смисла на тоа дека на правниот факултет секогаш многу брзо ќе се подпишат 2-30 професори за нечија кандидатура, за председател или не знам што, ама нема да најдете 15 професори кои ќе се подпишат за едно унисоно правно мислење. Сакам да кажам, веројатно сите наши институции се на извесен начин политизирани до точка да тешко доаѓаме до некакви суштински и потоа тоа се преселува во општеството. Знаете како, јас имам чувство дека ние имаме една општа декаденција во сите институции, општа декаденција. Го градиме системот, ама персоналните решенија ни водат кон тоа да не можеме С од системот немаме, она што значи функционирање. Знаете како, и одговорноста ја сносиме сите. Никој не може тука да се иземе од таа одговорност. Еве, може индивидуално да се вложите, може еве и како група професори определен став да заземете, никој не ви гарантира дека тоа понатаму ќе биде на некој, дека ќе ги произведе, ќе оставите онаа цел за која што сте имале на сам почеток. Меѓутоа, секој труд, се она што значи толкување на вистина без како да кажам, без конфликтни интерес, без аспекти на непотизам, без аспекти на коруптивни нели така креативци. Сето тоа води кон тоа да сепак го задржиме системот на некои здрави
дуќан во Мавровка, додуше после полноќа, денеска имавте едно филмско сценарио за грабеж, неверојатно дрзок, насилен и така натаму, сред Белден, во еден и нешто на прилично фреквентно место на една банка. Има ли човек основа да поверува дека тој тип на ескалација на обичниот криминал, дрскоста на криминалците е всушност рефлексија на неказнивоста на високиот криминал? Сите ние гледаме дека таму некој ќе се излече, а учествувал во се што може да замислите од целиот кривичен закон, ова претпоставуваме кривичен закон што ви е на масата. Валда во 50 таму членови учествувал и сега ја вика, така ли е? Значи на што вика оној вицот, значи на доверба е ова игра. Сега така кога ми тргна покерот. Така е. Мислам, се плашам дека таја порака, која што сега изгледа дека е тоа политичка, дека е тоа на ниво на Заев, Мицковски, не знам што таму кој се вмешан, та председател во врхот, кога тоа ќе се редуцира надолу, дека ние ќе почнеме да имаме сериозен проблем, бидејќи луѓето на крај им пука филмот, а оние кои што се очајни или дрски, потоа прават нешто што станува општествен друг проблем. Видите, ви кажам, да не ви изненадува. Значи, јас не сум изненадена од ескалацијата на таквите. Иако не ми е пријатно малку да промашеле, ќе отидеше прави факултет, нели, со Золјева. Има циници кои велат дека можеби во вториот обид. Да. Сакам да кажам дека ескалацијата на криминалитетот е нешто што е апсолутно не треба да ни изненади. Непријатно е, затоа велам, не се чувствувам безбедна. Едноставно не се чувствува човек безбеден тогаш кога очекувате од оној кој што е на врвот на пирамидата да воспостави ред и поредок, па тоа надолу да оди по некое правило, на крајот знаете, па ни да не се лажеме, си претходно имавме некои ситуации ова со грабежот која го спомнавте, подсетивте на едно време кога пред избори поштата денар не им остана. Значи, по автопат, нели, точно се таргетира, интересно беше. Значи, ништо тоа не се откри, ништо не се фати. И на крајот, мислам, не се шегуваме, туку го коментираме случајот на човекот кој што заврши во затвор за кражба на кебапи. Заврши во затвор човекот според правилникот. Најзаконита одлука, кога ќе ги видите сите аспекти како е таа донесена. Значи, сакам да кажам дека едноставно дали ни остана затворите само за нешто се незаштитени, само за оние за кои што немаат заднив никој. Знаете, ние имаме во нашава држава две варијабли и една константа. И ние македонците во политичка смисла. Ама тоа се рефлектира на целото, на сето ова што ни се случува. Мислите СДСМ и ВМРО и дури кое што е кингмейкерот. И ние на избори македонскиот фактор го казнуваме, ама константата и понатаму останува. Знаете, не смееме да генерализираме, сега дека има и честни луѓе, сега дека има така во секое жито има куколј. Ама ние сега во куколјот житото не можеме да го препознаеме. Значи некои работи ни се малку изместени од мртва точка. Што правиме со реформите во правосудниот систем? Што правиме сега? Во која фаза се, бидејќи се секакви реакции, секакви тела се направија, овој застана се повлече, оној поднесе оставка и така. Каде сме сега во овој момент? Па на почетокот сме. Нажалост морам да кажам дека после ова цело време после ова целото што го работиме, стратегијата за реформа на правосудниот сектор е донесена. Уште 2017 се работеше, помина. Меѓутоа дел од законите што се донесоа поради X случаи, нели, би рекла повеќе поради политички влијанија, не јас догледа светлината на денот согласно таа стратегија. И сега, јас тоа и во некоја прилика веќе го кажав дека ние имаме позитивен извештај, затоа што го решивме проблемот со името. Но тоа не значи дека еден критериум сме исполниле. Значи, допрва сега ќе почнеме со критериумите, што е она следно што сме го направиле. И затоа мислам дека сме на самиот почеток. Знаете, не можете затоа што ви е битно да некој суд ви донесе пресуда за стечај на определена фирма, да вие го блокирате целиот закон за судови во делот на организација на судството, и надлежноста да биде подеднаква за сите судови. И тоа го сваќате, не моментот кога се носи решението, малку подосна ви станува јасно. Знаете, ловите од кои причини нешто е така во Европа едноставно. Јас сум загрижена дека кога ќе дојдат моментот на пример ваквите чекори, нема да можеме да им ги објасниме. Луѓето од Европска комисија се прилично интелигентни, добро информирани, ги следат работите. Па што имаат искуство со вакви ситуации, земји. Можеби сме ние уникатни за многу што. Меѓутоа, они знаат да го препознаат она што значи обструкција, она што значи двоен морал, двоен аршин, троен аршин, како сакате крстете го,
нема да биде воопшто едноставно. Вие сте една од ретките со таква експертиза која што го доведува во прашање и двотретинското мнозинство како принцип за решавање на некои. Ќе сакате да ми образложите зошто? Да ви кажам, јас сметам дека сме ние заложници на двотретинското мнозинство предвидено во Уставот. Тоа претпоставам, знаете дека беше еден политички метод со кој што се постигнуваше одредена. Ама принципот наш, принципот беше поголем консензус, така кога има двотретинско мнозинство, дека е тоа некаква гаранција. И тоа е, по дефиниција. Кај да се башка и двојно, треба да има и бадентер. И плюс бадентер за определени прашања, значи двотретинското како поширока платформа на поддржувачи на определено решение. Меѓутоа, ние на што ни се сведува насеја двотретинскиот? Класичен. Ја не го сакам да го потребам зборот, па верувам политички преговори, нели, компромиси. Меѓутоа, едната страна е многу задоволна. Нели, ако правиме компромис, не сме подеднакво незадоволни. Едната страна отстапува, другата страна го граби просторот. Дали ни треба да преиспитаме. Ако добро ве разбирам, вие во суштина велите не да биде просто мнозинство, но да се знае каде е одговорноста за донесената одлука. Апсолутно. Според тоа, ако некој донесе погрешна одлука, на следните избори или во не знам која постапка ќе одговара за тоа. А на овој начин кога се пазариме сите, потоа нема ниту одговорни, ниту квалитетни се решенијата. Тогаш сме сите виновни. Ве интерпретирам на добар начин? Апсолутно. Иако морам да признам дека според мене не е доволна само политичката казна, условно речено, оставка. Па не кривична одговорност. Да, гледам дека ние мораме да почнеме, се залагам затоа што има елементи на кривична. И судиите да одговараат за донесените. Значи никој не е над законов. Никој не е над законот. Значи и меѓу Врховниот суд и Господ е кривичниот законник, ме разбирате? Значи едноставно кривичната одговорност е нешто што нас ќе не врати полека до вербата. Граѓаните се апсолутно разочарани од сето тоа што се случува. Во некои соседни држави се отиде на модел каде што се донесува судии од странство. Токму заради, да речеме во Албанија, реформата подразбираше да бидат отпуштени стотици судии кои што не можеа да докажат потекло на имотот. Добро, во некои протекторски ситуации околу нас, Босна, Косово и така натаму, буквално се донесува германци, французи, англичани и така натаму. Знаете како велам јас, погледнете го законодавството во Босна, затоа што странците го пишува, исто е со Косово. Меѓутоа, сепак не мислам дека треба да го увеземе. Ние имаме и квалитетни кадри, значи да не се генерализира. Професорке, јас ве слушам, јас сето тоа го разбирам, имаме и квалитет. Кога тој квалитет ќе дојде до израз? Величеве 2019 сме и го збориме дека имаме квалитетни, јас сум во оваа работа од 85-та, од 85-та ја слушам таа риторика. И никако не можеме правово да победи над политиката. Значи тоа многу пати сме го дискутирале, што е причината за оној кој што е со интегритет, авторитет, со собствено мислење да биде на маргините на процесите кои што се одвиваат. Знаете, тој е некооперативен, нефлексибилен, него не може да му се јавите на телефон за X прашање, едноставно тој е надвор од опсегот, значи политичкото пазарање, нели, како врви реката, така остануваат попат оние кои што имаат собствен став и мислење, и едноставно мислам дека тука не е најголемиот проблем. Затоа велам, не е само да ќе ги смениме законите, не само тоа правиме, менуваме закони. И веќе Европска комисија вели престанете, доста е. Значи дајте сега почнете да имплементирате. Европски знаменца, па потоа наведуваме дека голем успех сме постигнали. Ама тоа европското знаменце е заради некои, на крај сваќате дека заради некои други, не ни е Европа секогаш вака крајната цел. Европските текови нас допрв ќе не освестат кај сме. Затоа велам сме на сам почеток, ќе не освестат тогаш кога ќе почнеме, ако почнеме и како ли ќе биде. За крај да ве прашам, доколку ви понуда да бидете министер, не мислам дека тоа ќе се случи, но ве прашувам, ако ви понуда да бидете министер за правда, би прифатиле со една агенда во која што мислите дека знаете како ова може да се спроведат реформи и така, или вие сепак покомотно да бидете професор на факултет кој што има таа дистанца? Сепак мислам дека не би прифатено, би било понудено, многу помлада бев кога беше понудено да заменичко министерско место во правда, меѓутоа не би прифатила, можеби нешто повисоко да. Што велат вашите студенти, професорки? Па моите студенти, да ви кажам, прво профитираа од една одлука на Врховен суд која донесе барање заштита на законитост спротивно на Законот за кривична постапка, Врховен суд, исто за да го изблокира СЈО, прифати барање заштита на законитост од неовластен тужител. Ја ветив дека сите студенти од таа одлична група ќе добијат десетки. И тоа се случи. Значи, често пати на студентите не знаеме докре да им објасниме
зошто е таква одлуката. Ние проучуваме судска пракса, практичен предмет предаваме. Да. И секогаш им велам, колеги, кога немаме одговор во правото, ќе одиме во политиката. Значи, знаеме дека политиката е таа која што ги, како да речам, ги руинира сите оние правни принципи. Знаете што највеќе ми пречи? Кога се разоткри целиот криминалитет на она феодално владење што го имавме, нели? Како вицот, само ја и брат ми работиме, сите други се мрзеливи. На крајот излегува дека кога целото тоа ќе го анализирате, сваќате дека крајниот ефект од, како да речам, од самото постапување, што му отсуствува, нешто е на самиот почеток погрешно. Знаете дека како велат, ако на првата станица се качите на погрешниот воз, никош нема да стасете на точната станица накрај. Така што се тоа, како да речам, состојби од кои што ние не смееме да се абстрахираме и не смееме да ги забораваме. И затоа велам, студентите многу често се наоѓаат во чудо да не можеме докрај да се го објасниме она што во практика се случува. И затоа споменав, па сега тоа почна да го користат антипрактикум. Да, антипрактикум. Неопходно ни е потребен. Да, слушав дека Неопходно ни е потребен. Знаете какви решенија има? Да едноставно, ние сега објавивме коментар, прв коментар на Закон за кривична постапка, веројатно некој антикоментар ќе помогне, барем да кажеме вака никако не смеете, а како треба да оставиме на совеста и на интегритетот. Професорке Гордана Лажете, јас ви благодарам за вечерашниот разговор. Не сум сигурен дека на нашите гледачи нешто многу им помогнавме, но се надевам дека барем ќе отвориме уште некоја пора во размислувањето околу тоа како да излеземе од овој маѓепсан круг во кој се вртиме и во кој што со години и со децении белки не успеаваме да исчекориме во вистински Јас ви благодарам на поканата, се надевам дека бевме доволно јасни за поширокиот аудиториум, без многу стручни изрази, термини кои што во ова време од денот може само да ги оптовари. Сите станавме експерти за право. Да. Вам, почитувани гледачи, ви препорачувам да останете и со наредниот прилог кој што следува. Тој е колегата Христијан Баневски. Подготви прилог за една нова партија која што е во подготовка во Македонија. Го емитувавме пред Дневникот, но не е лошо повторно го погледате, бидејќи тој феномен ние го следиме како телевизија повеќе месеци наназад, а потоа ќе следуваат и вестите, вечерни крајни вести на Еден телевизија. Останете со Еден ТВ, на вистинската фреквенција сте, утре сте со колегата Чоповски. Пријатно и добра ноќ. На македонската политичка сцена се најавува формирање на